Следна содржина овдека во студиото, јас само ќе споменам дека летово повторно сме сведоци на пожари на повеќе места низ Македонија, а за време на пожарот најмногу зборуваме за неговото гаснење, за опасноста и за штетите, но кога ќе исчезне пламенот, приказната не завршува, слушнавте за која ќе зборуваме, а за природната обнова на шумите по пожарите разговараме со професор доктор Јане Ацевски, професор на Факултетот за шумарски науки при Универзитетот Кирил и Методи. Професоре, ви благодарам што несебично прифативте поканата и утринава сте заедно со нас овдека во Ја сакам Македонија. Благодарам и на вас. Добро утро на сите гледачи. Летово повторно гледаме површини зафатени од пожарите низ Македонија. Во просек имаме по 5 активни пожари на отворено по текот на денот. Кога ќе се изгасне и последниот пламен, за нас може би изгледа дека таму останале само пепел и црна земја, стебла изгорени. Но што всушност се случува со природата во тој момент? Дали шумата е целосно уништена или незината обнова баш тогаш и почнува? Вака, за да разбереме сета оваа појава, што се случува после пожарите. И пред се треба да знаеме дека Македонија има специфична географска положба, каде што вегетацијата што успева кај нас во Македонија е поделена во така наречени климатски регионални подрачја. Се знае, во Повардарието, во пониските предели имаме деградирани шуми, грмушки, тревеста вегетација, додека во повисоките делови пак имаме шуми од дабови повисоки шуми, букови шуми, на одредени места борови и така натаму. Различна е обновата во овие климатски подрачја после пожарите. Значи, не можеме да зборуваме дека е униформно се. Најспецифична, да кажеме, најзагрозени од пожари се топли подрачја во Македонија, аридни или субаридни, како да ги наречеме, каде што има многу тревеста вегетација и грмушеста вегетација. Најчесто првите пожари од таму почнуваат, бидејќи знаат некоја година пролета да биде доста влажна, тревата изникнува многу високо и тоа е потенцијален горлив материјал. Ваквите подрачја, каде што има тревеста и грмушеста вегетација, после пожарот многу полесно се обновуваат, затоа што тревите имаат семе и наредната година повторно ќе никне оваа тревеста вегетација. Проблемот е, да кажеме, по-специфичен и по-сложен во обновата на подрачја каде што имаме шума, каде што имаме квалитетни шуми и каде што самото гаснење на пожарите, не можеме да зборуваме за гаснење. Пожарите не се во шума не се гаснат, него се локализираат. За да не се прошират и самите од себе ќе се изгаснат, односно ќе. Обновата на вегетацијата почнува веќе кога ќе се изгаси? Кога ќе се изгаси, односно почнува со првите дождови, кога ќе се навлажни почвата. Тука има така наречени терофитни растенија кои што семето го задржале во почвата и веќе изникнуваат. Цел овој процес на развој на повторно без човечко влијание се нарекува сукцесија или еден краток природен развој. Значи, ако полесно да го разбереме развојот на шумата, тоа е еден вид како отсечки. Имаме тревеста вегетација, грмушеста вегетација, па доаѓаат мешани шуми од грмушки дрвја и на крај се формира шума. Овој природен процес е многу долг и секогаш се враќа онаа шума тука што природно треба да биде, што била. Меѓутоа, ние луѓето немаме време многу да чекаме, сакаме да ги обновиме шумите и применуваме мерки на пошумување. Малце тука само ќе се вратам, користиме пошумување, може да правиме подрачја каде што е клима регионално одредено, каде што може да се појави шум. Ние не можеме да направиме шума во некои суви подрачја, плитки почви и така. Тие подрачја треба да ги озелениме. Значи, и озеленувањето е еден вид на враќање на вегетација која е итекако многу важна за природата и нормално и за човекот. Така да, кога зборуваме за природна обнова, се зависи од наму на кое подрачје се јавил пожарот,
која шума видот на шумата која шума е изгорена. И самиот процес за различни шуми е различен, временски. Некои шуми многу брзо се обновуваат, на некои им треба многу време. Добре, ако денес еве изгори една шума, што би можеле да видиме таму? По една година, по 5 години, по 10 или по 30 години? Еве ти земеме Давот Прнар во Гевгелиско. Тој е многу, има голема енергетска моќ и често се пали гори. Фала Богу, оваа година не. Што е специфично за он, кога ќе изгоре, веќе наредната година од кореновиот врат изнегуваат нови изданци и многу брзо се обновува. Што значи за 2-3 години пак ќе се добие таа шикара, ниска деградирана шумичка, меѓутоа многу брзо се природно се обновува. Практично коренот не умира на дрвото од пожарот. Меѓутоа особено се осетливи четинарските шуми, иглолистните шуми. Кај нас во Македонија еден период многу се пошумуваше во тие аридни подрачја да се спречи ерозија, да се со борови, што буквално во моето 35 годишно искуство во шумарството можам да кажам дека нема култура што не е запалена или изгорена и која што многу тешко се обновува. Ги земе пожарите во Берово, каде што има многу, еве во другите, такви борови шуми. Каде тука грешиме? Ние грешиме во онаму каде што изгорел борот, повторно идеме да пошумуваме со бор. Треба на тие подрачја да оставиме природата сама да се врати. Сведок сум дека на многу места каде што изгорела борова шума, после тоа доаѓа она се вика пионерска вегетација. Тоа се растенија кои што доаѓаат први, дали се тревести, дали смреки, капини и друг, што се почетни стадиуми во развојот на некоја нова шумска заедница. Кога можеме да кажеме дека една шума е навистина обновена, а не само дека повторно е за зеленото место? За секое подрачје е карактеристична таа, да кажеме, вегетација или шумска вегетација. Така. Което е период? За да кажеме дека некоја шума се вратила во првобитната состава. Еве да кажеме во буковиот, во повисокиот дел, е кога ќе се појават млади стебла, кои ќе поминат височина повеќе од 6 метри, каде што долниот простор ќе биде покриен со гранките и каде што од тогаш кога е целиот простор помали се опасностите од пожари или од значи веќе имаме биодиверзитет, различност и она природната сукцесија прави еден развој каде што се оформува нова вегетација. Додека во ниските делови тоа иде побрзо? Иде побрзо обновата, меѓутоа посушни се и повеќе пати се изложени на горење. Така што во тој дел доаѓа, ќе кажеме дека се обновила кога ќе имаме некоја грмучеста вегетација или некој деградиран стадиум од различни дрвни видови, грмушки, треви и така натаму. Дали секој пожарна шума има потенцијал самата да се обнови или има ситуации во кои природата едноставно е оневозможена да го направи тој процес? Па во 90% од случаите шумата се обновува сама. Зависи од тоа што очекуваме. Ние луѓето сакаме брзо да реагираме и да повторно го вратиме зеленилото. Тоа малце денеска во овие климатски промени многу потешко иде, бара многу средства. Така. Да. И сепак треба да се насочиме кон тоа да превенираме. Многу малце кај нас, речиси во сите области, превенираме. Ние ги лечиме последиците. И природата ги лечи последиците од пожарот. Зависи ли тоа до интензитетот, да речеме, на пожарот или од повторувачкиот ефект на пожарот, ако едно подрачје шумско биде 2 години поред зафатено од пожар или пак до тој степен да е пожарот силен да се уништи и почвата, па да еден предел како на овој што сведочиме зад нас, едноставно ќе му треба многу подолго време за да се обнови зеленилото. Особено се ризични овие аридни подрачја каде што со климатските промени забележувате се појавуваат
нерамномерна појава на дождовите и дождовите кои ќе дојдат се многу обилни. Така што на вакви оголени, опожарени површини постои опасност од деградирање, односно ерозија на почвата, и ерозијата е лоша последица за природата и за биодиверзитетот. Многу малку се зборуваете за почвата, често мислиме дека главната штета на некој начин е дрвната маса или односно изгореното дрво, но што се случува внатре во почвата и зошто токму споменавме периодот на пожари, кога ќе дојдат дождовите, може да биде критичен? Самата почва е еден свој микросвет во кој што живеат огромен број на организми, што се значени. Почвата во себе содржи такви организми кои што се во симбиоза со растенијата. Значи, тие се поврзани. Со уништување на почвата нормално не се уништува само физичката структура, се уништува и хемиската и се уништува и живиот свет во незе, потребен за тој развој. Тука иде многу потешко обновата. Меѓутоа, со интервенција на човекот, природата ти треба малце подолг период, а ако интервенираме ние со некои одредени мерки, мелиоративни, пошумувања, озеленувања, подсејувања и било што, можеме да вратиме, да го забрзаме процесот, не да вратиме, го забрзаме процесот на обнова на шумата. Дали е тоа најдоброто решение? Кога ќе видиме шумаците, ќе речеме ајде да засадиме нова. Дали е тоа можеби најдоброто решение? Или треба да знаеме, или кој е тој период кога треба да оставиме природата само да си го направи своето, само да се обнови, а кога човекот треба да помогне во таква ситуација? Денеска живееме во еден материјалистички свет каде што сето го гледаме низ призма на добивка на пари, на вредност сето тоа. И ние сме нестрпливи. Мислиме дека ако пошумиме ќе створиме некоја материјално добро што еве ќе ни користи. Има една вредност, како се вреднува шумата. Кога учевме, ние професор велеше дека вредноста на шумата како дрво на вегетацијата е само 10% од целокупната. Значи, 1/10 е вредноста. 9/10 се тие општо корисни функции на шумата, кои што за жал ние живееме со нив, ги користиме се, меѓутоа не ги гледаме. Материјалното го гледаме и тука секогаш се насочуваме. Денеска со овие глобални климатски промени, со пожарите, со се во наводници секогаш го спомнам, луѓето кислородот, што не е баш така некогаш како ние што размислуваме. Имате држави каде што немаат шума, па имаат кислород. Меѓутоа, има вредност, се има вредност и треба да бидеме малце пострпливи, да превземеме пред се превентивни мерки, а кога ќе се случат последиците, малце пострпливи во однос на обновата на шумата. Ние сакаме со едно пошумување веќе наредната година да добиеме шума. Тоа не иде, тоа се долги процеси, затоа ако сакаме да забрзаме, треба да ги поттикнеме тие природни процеси на сукцесија, каде што ако фали семе да фргнеме, ние многу малце користиме семе за подсејување за да обновиме шумата. Многу поевтино, многу покорисно, многу поквалитетен отколку да садиме, затоа што тука загубите се големи. Колку треба да се внимава на тоа да шумата изгорена остане со истиот вид, односно да биде автохтонен вид? Видите, самата природа, автохтоните видови ќе си ги брат. Да. Сега, ако во близина, каде што тоа е подрачје, не постојат, сега ќе треба многу време птиците да донесат, па сето тоа да се обнови, ние можеме тука да го поттикнеме тој развој, со тоа што ќе подсееме, ќе донесеме семе. Една од практиките во Македонија било секогаш, па и шумарите, па и луѓето, па и ловџиите, кои деле, секогаш во джебот носеле желади и каде што ќе удрат со ногата, ќе купнат и саделе. Тој начин многу побрзо ја помагаме природата да се обнови. Така. А што се случува со животинскиот, професоре, свет после еден пожар? Колку брзо се враќаат животинските видови во таа шума? Пожарот е еден од
најголем уништувач на животинскиот свет во шумите, шумските подрачја и на отворените простори и така натаму. Растенијата се храна за животните, шумите се живеалиште за животните, таму се наоѓа и храната, и водата, сите услови. Ако сето тоа се уништи, нормално ќе нема услови за живот. Многу потешко се враќа животинскиот свет и животинскиот свет ќе се врати сукцесивно, односно ќе дојдат прво инсекти, па ќе дојдат птици, па како ќе се развива вегетацијата, така ќе доаѓаат и животните да се вратат назад. Кај што има храна, ќе има и животни нормално. Со оглед на се потоплите и посови лета и се почестите пожари, дали денешните шуми воопшто ги имаат истите услови за природна обнова како пред неколку децении? Сега ќе ви кажам еден пример дека природата, односно шумите во Македонија интензивно се обновуваат. Опаѓа квалитетот од аспект на дрвна маса на сето тоа, меѓутоа површините под шуми се зголемуваат пред се поради тоа што за одселување на населението негде некои податоци прочитав дека во Македонија негде 800 села се скроз напуштени. Сум влегувал во села каде што буквално патиштата се зараснати со шума. Дрвијата раснат веќе од куќите. Значи, вегетацијата, природата се враќа. Има една поговорка, велат, каде што течела река, пак ќе тече. Каде што имало шума, пак ќе дојде шума. Човекот не ја уништил, живеел со незе, чувал добиток, за опстанок му требало, меѓутоа сега се повлекол и шумата се враќа. За крај еден заклучок, што можеме ние да направиме и како граѓани кога ќе видиме опожарено подрачје, дали можеме на некаков начин да помогнеме или најдобрата помош едноставно е некогаш да се остави природата самата да се обнови, имајќи предвид еве и ова што го кажавте последното, дека онаму каде што и практично претходно живеел човек кој што ги користел тие шуми, сега веќе кога го нема, самите тие се обновуваат. Сега ми ја вративте онаа слика на Чернобил, каде гледам дека буквално градот кој што постоел сега е обраснат во шума, е сосема еден друг приказ и пейзаж. Ние како луѓе можеме многу да помогнеме во обновата на овие опожарени површини. Пред се, како кај нас помошта се е сведена на пошумување. Не, секој добронамерен што е. Значи, да го поттикнеме тој природен развој, треба да одредиме. Ние можеме да собереме на некое место каде што има бобинки од голбули, од смреки, од дабови, од јавори. Значи, да внесуваме различни видови. Ако тоа подрачје е сушно, да бидат тие така наречени сушоотпорни видови, и со семето, што е многу поевтино, многу, да допринесеме да отпочне тој прв. Потоа природата, преку својата природна селекција, ќе ја направи онаа шума, што е карактеристична и отпорна за тоа подрачје. Професор Јацевски, ви благодарам за ова објаснување во изминативе 15 минути. Оно што можам да го заклучиме дека пожарот може би трае неколку часа, дени, два, но за обнова на шумите потребни се навистина години и може би е најважно да знаеме дека природата може сама со себе да се избори, кога нашата помош е навистина потребна, тоа треба да го направиме стручно и со знаење. Да, секако. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас.